Владата го прекршила законот за стратешки инвестиции. Во собранието ги испратила документите за МИТ или НЕОС без позитивно мислење од државниот правобранител, како што е пропишано. Алфа конечно дозна. Правобранителството дало амин за грчката инвестиција, но дури 7 дена откако владата одлучила да ја прогласи за стратешка. Државното правобранителство даде позитивно мислење за МИТ или НЕОС. Мислењето е дадено на 23.1.2024 година. Една недела предходно, владата по седницата одржана на 16 јануари со подпис од Артан Груби ги испратила документите во законодавниот дом. Со ова очигледно се става наците закони, па и оние кои сама си ги пишува, во случајов законот за стратешки инвестиции. Владата го утврдува текстот на предлог законот со кој се уредува реализацијата на стратешкиот инвестиционен проект по претходно добиено позитивно мислење од државно правобранителство. Токму оваа одредба од законот беше повод да побараме став од правобранителот Агрон речи како постапил, а одговор добивме по 2 недели откако изгледа на вистина докажавме дека сме новинари. Имено, првично ни побара време во телефонски разговор, па потоа престана да одговара на нашите повици и пораки, пошто после една недела ни одговори на имейл дека не бил сигурен оти го прашува акредитиран новинар, па не можел да каже, иако добива плата од народни пари, па должност му е да одговара на дилемите и прашањата поставени од сите граѓани. Во иднина, овој орган ќе соработува само со официјална мејл кореспонденција или по писмен пат, доколку писмениот допис е издаден согласно деловната и правната регулатива. Инаку, договорот со МИТ или НЕОС беше промовиран како придобивка од Преспанската спогодба, но според енергетските експерти, тој не само што нема да има позитивно влијание на македонската економија, туку ќе ја загрози енергетската еднина на земјата. Според договорот, не само што треба да им дадеме државна помош од скоро 50 милиони евра на грците, туку се обврзуваме да купуваме за гарантирано количество електрична енергија, но и за гарантирано количество топлина која доаѓа како нус појава од самото производство на струја, без оглед дали пазарот ќе има за тоа потреба или не.